Почитувани, добро вечер, вие сте со најновото издание на 24 анализа. Еврокомесарот Јоханес Хан утре доаѓа во Скопје, ќе оствари средби со лидерската четворка. За него, според информациите и според изјавата која што ја даде пред доаѓањето, условите за избори се завршена работа. Иако вчера постои информации дека председателот на Собранието Трајко Велјановски ќе закаже седница за распуштање на парламентот, особено откако таква иницијатива даде СДС, а потоа и ВМРО ДПМН, сепак Велјановски најави дека во понеделник на дневен ред ќе ја стави точката распуштање на Собранието, но претходно ќе се разговара за парите, односно за буџетот. Ќе имали избори на 11 декември, како што договори лидерската четврка. Затоа што деновиве се погласни се шпекулациите дека е можно да не дојде до предвремени избори на закажаниот, договорениот термин 11 декември. Во Собранието и денеска кавга, кој е за избори, а кој не. Мој гости вечерва Тодор Пендаров, колумнист. Добро вечер. Добро вечер и за Андреја Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Добро вечер. А Пендаров, ќе почнам со вас, не како колумнист, како портал на парламентот. Ќе имаме ли точка на дневен ред во понеделник за распуштање на Собранието, бидејќи кавги и денеска имаше во Собранието? Малку ќе ви исправам во вашата најава. Значи, председателот на Собранието пред да стигнат двете иницијативи за распуштање на парламентот, едната е од претедникот Павле Тројанов, па веднаш после него СДСМ улета со своја, потоа ќе кажам за ВМРО, пред тоа закажа седница за понеделник на која треба се расправа за буџетот. Бидејќи според деловникот буџетот е единствен акт кој прво се расправа во собрание, па се враќа во влада, па владата го разгледува, па повторно го доставува до собранието и во рок од 3 дена мора да дојде на дневен ред. Председател на Собранието Велјановски го почитуваше. Тој ја закажа седницата за буџет за понеделник, која по правило треба да трае 5 дена и во рок од 5 дена да се усвои буџетот. Во меѓувреме улетаа тие двете иницијативи за распуштање на Собранието. Мислам дека да не дадеше господинот, тоа е моје мислење лично, да не дадеше господинот Павле Тројанов иницијатива, мислам дека немаше да даде ни ВМРО, а подосна, бидејќи веќе, мислам СДСМ, а подосна бидејќи за ВМРО веќе навистина не можеше и оно да даде иницијатива, тие излегува со некој така полусмешен предлог од Собранието да виси на Чивилук. Ајде сега нека закаже веднаш Велјановски седница, значи 17 седница, од 17 до 19 часот да се расправа за буџетот и да се усвои, и од 19 нова седница да се распушти парламентот. Велјановски, почитувајќи го деловникот, ја одби таа иницијатива, остана деловникот остана буџетот да се расправа, за буџетот да се расправа во понеделник, бидејќи опозицијата најави дека за буџетот нема да учествува, односно нема да расправа, Велјановски во понеделник кога ќе се усвојува дневниот ред, ќе додаде уште нова точка на дневен ред, а тоа е распуштање на парламентот. Вчера постави иницијативи и предлози, така да именувам, од иницијативи од Тројанов и од СДСМ и предлогот на ВМРО веднаш тоа да се направи. Кабинетот на председател Велјановски направи испрати соопштение до сите медиуми во кои ја објасни состојбата и деловнички, пред се деловнички, бидејќи основната работа на председател на секој парламент е да работи според деловникот и закона за собрание, нормално и уставот. Деловнички како ходи, така да во понеделник оваа точка на дневен ред ќе биде. Прво ќе биде буџетот, распишување на распуштање на Собранието. Да. Други точки на дневен ред нема да има. Мислам дека нема да има. Стојковски, еден краток коментар на оно што вчера се случуваше и денеска продолжи во Собранието, барем координаторите Сугаревски од СДС и Димовски од ВМРО ДПМН се препукува околу тоа кој сака, кој не сака да оди на избори. Видете, во Македонија безброј работи се прават за потребите на одредена публика.
По принцип во политиката сите работи се прават за потребите на одредена публика, меѓутоа кај нас ова станува веќе смешно. Најавите, барањата, иницијативите беа за да се испровоцира некаква активност, а оваа последната иницијатива беше чисто за да се остане во некаква кондиција и да не почнат да се сомневаат некои дека еве можеби на едниве им одговара, ама на овие последниве најмалце им одговара да се распушти, односно да се само распушти собранието. Оно што ми падна интересно во дискусијава на господинот Пендаров беше Велјановски го почитуваше законот и уставот, одлично, прв пат. Колку години е председател на парламентот, прв пат го почитуваше законот и уставот, особено ако се подсетиме на 24 декември 2012 година и на моментот кога ги избркаа наклоци пратениците од опозицијата. И уште една изјава која што вели собранието како да виси на чиволок собранието овие 10 години, односно собранието најголемиот дел од овие 25 години виси на чиволок на владата и вообичаено ги сервисира потребите на владата. Ова, меѓутоа, овој законодавен дом сега, последниве два уствари, се веројатно законодавните домови кои што најмногу иницијативи имаат прифатено за донесување на закони по итна постапка. Така што, знаете како, сега одеднашка да се правиме честни е малку доцна. Иако ако го прашате... Ако може. Да, може. Значи, уживам како ќе некако од рукав ќе истресе прв пат, па онда кажува само еден пример, а тоа е познатиот црн понеделник, така ли беше? 24. Можам и други. Не, други кои ќе нема да можете да кажете да најдете, бидејќи навистина нема. Не сакам да бидам адвокат на господинот Велјановски, он е адвокат по професија и верувајте дека многу тешко ќе го фатите да го крши деловникот. Да го растегне, али да го крши не. Значи, што се однесува до 24 декември или така наречениот црн понеделник, јас сум го кажал до сега и сум го напишал. Единствена грешка во тој ден беше односот до новинарите. И кршењето на ова. Друго не беше грешка. Тоа е мое субјективно мислење, не викам дека, али и ако ги погледнеме законите, ако некој сака физички да седне на местото на председателот, онда има право председателот да го отстрани од салата. Тоа му го дава деловникот да му рече да излезе од салата. Има многу спорни моменти. Али има, не викам дека нема, не треба да се враќаме на пратениците и не треба да се враќаме назад. Но еве велам, значи освен прашањето со новинарите кои беа исклучени од салата, што искрено кажано, никогаш не сум го криел. Дека спорно. Оно друго, познавајќи го деловникот и законот, мислам дека не е спорно и во секој друг парламент би се случило. Но реков да не се враќаме назад. Што се однесува до усвојувањето на законите по скратена постапка. Значи, кога предлагачот на законот, без разлика кој е, дали е тоа влада, дали е тоа пратеник, дали се тоа 10.000 подписи на граѓани, он предлага како да се усвојува законот. Дали законот да се усвојува по скратена постапка или во редовна постапка. Председателот на парламентот, според деловникот, во рок од 10 дена мора тој предлог да го стави на дневен ред и за него мнозинството гласа. Се слагам дека во овие 25 години ке нас мнозинството, без разлика кој е гласачка машинерија. И тоа е точно. Тоа е точно. Но тоа не зависи од председателот. Тој мора да го стави онака како што доаѓа предлогот. Ако по предлогот пишува дека треба законот да се усвои по скратена постапка или по итна постапка, така мора да го стави на дневен ред. Дали така ќе помине или не, зависи од пратениците со стискање на копчето да или не. Да бидеме, значи, единствено кај нас, верувам дека следиш и други медиуми и странски, значи никаде толку за парламентите, од парламентите се во суштина многу досадни. Секаде, бидејќи работат строго по процедура. Значи, јас сум бил на обуки во неколку парламенти и верувате, мислам дека ги знам добро.
сум бил како државен службеник на обука, а и сум покривал како новинар неколку парламенти. Така да странски. Така да добро го познавам работата. Значи парламентите во се многу досадни институции, бидејќи се е по процедура. Ако има добри претеници кои имаат добри ораторски способности, знаат да бидат интересни. Например, што е интересно во британскиот парламент? Освен така наречениот част на владата, кога од една страна седи премиерот, од друга страна седи шефот на опозиција која се препукават. Оно друго, сум бил 10 дена на обука во британскиот парламент. Оно другите седници на парламентот се повеќе да не избегаме од темата. Оно што на некој начин Стојковски каже дека единствено кога Велјановски го почитува уставот е токму вчера, вие не се согласувате со тоа, меѓутоа професорот Шкарич дури и тоа го спореши неколку други професори по уставно право дека повторно се прекршува уставот затоа што изборите не се распишуваат 60 дена пред договорениот термин 11 декември. Тука ја не сум правник, јас сум политиколог, али тука стручната јавност е поделена. Едни, значи, кога станува збор за редовни избори, таму јасно пишува 60 дена до 45 дена. Таму пише, ке ворните избори тоа го нема. И тука е проблемот. Дали по некоја аналогија се користи уставната определба од редовните избори или не? Се слагам дека постојат разлики во тумачењето, али едно поставувам прашање. Дали можеше Велјановски пред 60 дена пред 11 октомври да го распушти собранието ако нема иницијатива? Не. Значи некој треба да даде иницијатива, па Велјановски да стави иницијативата на дневен ред да се распушти. Сам по себе Велјановски, било кој председател на парламент, не може, кога станува збор за предвремени избори. Кога станува збор за редовни избори, по уставот он е должен 60, односно 45 дена пред тоа. Додека кога станува збор за предвремени избори, без иницијатива, председателот на парламент не може сам по себе да го распише избори. Значи треба некоја иницијатива да дојде, и јас реков на почетокот, можеби не бев доволно јасен, да не беше иницијативата на Павле Трајанов за распуштање на парламентот. Верувајте и денеска друга иницијатива за распуштање на парламентот немаше да има. Знаете што е добро на вистинските парламенти, бидејќи ова нашево е смешка. Прописно. Се сложивме дека 25 години... Потполно... Ако не 25, тогаш најголемиот дел од тие 25 години собранието виси на чивилок на извршната власт и е гласачка машина. Во прописни парламенти има момент на дебата. И ова часот на премиерот не е само часот на премиерот. Најголемиот дел од сите тие дебати се случуваат во собранието и тоа е прописна дебата со изнесување на аргументи. Кај нас такво нешто не можете да видите. Кај нас нема култура на диалог, нема култура на дебата. Ако ја имаше, оние координации кај председателот на парламентот ќе се случаја, ќе вродеа со плод. Па на крајот на криштата, знаете како, ова е единствениот момент во кој што можат да си одбранат честа парламентот, во кој што можат самите да се договорат за нешто. На крајот на криштата треба да го испочитуваат законот кој што вели дека изборите ќе се случат на 11 декември и кој што исто така вели дека 60 дена најрано 60 дена пред одржувањето на изборите треба да се распушти собранието. Ако сакаме да толкуваме, не можеме да одиме подалеку од роковите кои што се утврдени. Вие самите ги кажавте, 60-45 дена. Значи, подалеку од тие рокови воопшто не можеме да одиме. Така е. Не можеме да му оставиме простор на некој по свое видување да ја толкува работата или да извади рок од ракав. Кај нас, меѓутоа, во последно време многу често се случуваат работите да се толкуваат на начин кој што излегува надвор од секаква правничка логика. Овие последни неколку години видоа тотално разорување на целиот правен систем во државава. И е еден конкретен пример. За жал не е со собранието во случајов, меѓутоа е толкување на овие неколку последни години. Петар Аневски е по трет пат избран за председател на Советот на јавни обвинители. Иако законот вели дека не може повеќе од 2 пати.
Образложението кое што Петар Раневски го дава е дека на него му престанал вториот мандат, па Советот го избрал однова. Не постои такво нешто. Ако законот вели најмногу 2 пати, најмногу 2 пати. Тоа значи дека тој не може по трет пат да се наследи. Да, има впечаток дека пратениците дури не ја сваќаат нивната големина. Честни исклучоци, ако се вратиме наназад во парламентарните состави, ќе видиме неколку пратеници кои што на некој начин се одметнале од она што е политика на извршната власт, како што беше за територијалната организација, па и претходно имавме случаеви на пратеници кои што, иако биле од мнозинството, гласале против одлуки. Сега овие 10 години не сме сведоци на нешто такво и затоа веројатно се случува ова што се случува. Кој се плаши од избори? Кој се плаши од избори? Веројатно оние на кои што им зависи обстанокот. И во случајов има многу такви, меѓутоа има неколку работи кои што не наведуваат на едно поинакво размислување. Еве ги моите разведувања. Најпрвено околу анкетите и јавното мислење, поддршката која што ја искажува јавноста, граѓаните за политичките партии, нивните размислувања околу изборите и начинот или определувањето како ќе гласаат во декември, се разбира ако конечно изборите се случат. Во Македонија немаме систем на вреднување или оценување на сите оние кои што прават истражување на јавното мислење. Во САД оваа година покрај претседателските избори ги следам како тече развојот на истражувањето на јавното мислење и оценувањето на сите истражувачки институти. Има оценки кои што ги даваат и колку им веруваат на таквите анкети. Според некои од анкетите кои што беа објавени, разликата е веќе многу мала. Се ближи кон маргината на грешка. Тоа значи дека поддршката која што владеачката партија ја уживаше, полека почнува да се топи. Од друга страна, истражувањето кое што го направи Меѓународниот републикански институт вели дека 64% од граѓаните имаат доверба во работата на специјалното јавно обвинителство и веруваат на таа институција и ја поддржуваат нејзината работа. 74% од граѓаните на Република Македонија рекле дека ниту еден од инволвираните во случај на специјалното јавно обвинителство, осомничени или обвинети, не треба да се појави на листа. Ајде да ги видиме колку се такви и кои се тие такви. Од Социјалдемократскиот сојуз тоа е господин Заев. Од ВМРО ДПМН тоа се господата Јанкуловска, Јанакиевски, Груевски, веќе да не ги набројува. 3 од 4 ударни тупаници на ВМРО ДПМН кога станува збор за изборите нема да можат да бидат на избирачките листи. Никој не може тоа да го забрани. Меѓутоа 74%... Тоа сакам да го слушам, да. Точно. Да одиме според никој тоа не може да го забрани. Тоа е точно. Меѓутоа 74% од граѓаните велат дека никој таков не треба да биде на избирачките листи. Ако одредена политичка партија се соочува со топење на нејзиниот резултат или на нејзината поддршка и од друга страна се соочува со вакво мнозинство на определени граѓани кои што велат дека ова не треба да го има, каков може да биде ефектот по изборите? Пендаров Павеле, на исто прашање, кој се плаши од избори? Значи, вака, во ова студио, после втората бомба која пукна, седев таму, другиот водеше, реков дека Груевски треба да си оди. Втората бомба кога пукна, реков дека Груевски комплетната влада треба да си оди. Тоа не значи дека треба да се оди ВМРО, треба да се оди таа политичка елита и структура. И уште мислам и уште стоам на тој став. Тоа што не се случи, ја не еднаш, но повеќе пати јавно кажано. Виновен за состојбата во државата е владечката структура. Тоа е нормално, секаде во светот е така. Виновен што состојбите во државата не се менуваат, него одат и понатаму надолу е опозицијата и тоа треба да го прифатиме сите. Дали некој се плаши од избори?
Ја мислам дека од избори се плашат сите, во исто време сите сакаат, али некаде во подсвеста кај секој има некој одреден страв. Тоа е моје чисто субјективно мислење, не темели на никакви анкети, бидејќи кај нас анкетите знаеме како се прават. Не можеме да да прифатам дека институт кој врши истражување на јавното мислење има еден или двајца вработени. Без никаква лажна скромност, имам во животот како студент на политички науки направено многу истражувања на јавното мислење. Словенија беше носител на просторот на бивша Југославија и правеше на ниво на бивша Југославија истражувања за јавното мислење, кои беа прашалници од околу 100 прашања, и работевме исто така повеќе истражувања кои има меѓународен карактер. Значи, сум почнал од анкетар, сум завршил до аналитичар на податоци. Нашите истражувања, еве, колегата ги спомна, дали некојаш ке не се знае која демографска структура за кого гласа? Ние немаме таков податок. Ја спомнавте Америка. После 48 сата во Америка се знаат, веќе знаат. Така ли? Кај нас ни ден денеска не знаеме дали и каква структура, образовна, старосна, територијална поделба гласа за кого гласа. Ние знаеме дека албанците гласат за албанските партии, македонците гласат за македонските партии и тоа е... Освен кога не гласаат. Освен кога не гласаат и тоа е тоа. Значи, затоа многу не верувам во тие анкети, повеќе верувам во оние лични контакти што ги остварувам и што ги имаме како меѓу себе, вака сега нешто разговараме, така и со одредени представници на политичките структури. Значи, јас мислам дека, како што реков, и двете, и едната и другата страна или партија имаат одредена доза на страв пред престојните избори, затоа што и едните и другите имаат нивниот личен, не партиски, не државен, нивниот личен влог е многу голем, додека во исто време и едните и другите некаде со пола мозак мислат дека сега е правиот момент за избори, што на опозицијата до некаде мислам дека е во право. Ако има избори заедно со локалните, онда повеќе одговара на власта него на опозицијата, бидејќи поголема маса на луѓе ќе биде поинаков и онда ќе можеш да се лепиш и на една уличка или на една клупа што ќе ти направи да гласуваш за партијата. Тоа зборам за нашава политичка средина таква како што е. Мислам дека и власта и опозицијата се свесни дека токму притисокот на меѓународната заедница е дека изборите мора да се случат пред локалните. Да. Па дури да се одложат сега, тие во никој случај нема да бидат заедно со локалните. Иако кога зборуваме за меѓународната заедница, дајте да ни биде нешто најасно на сите. Посебно не го сваќај како личен напад, уште помалку како лична увреда, посебно треба да им биде јасно на невладиниот сектор, за кој јас за жал немам некој многу високо мислење, дека меѓународната заедница се уште, кога станува збор за Македонија, ја става стабилноста пред демократијата, човековите права, владење на правото и правната држава. И тоа треба да бидете вие од невладиниот сектор свесни. Свесни ли сте, Стојковски? Така е. Пред да зборувам за тргување или замена на стабилност за демократија, Груевски или ВМРО. Тоа беше тезата која што господинот Пендаров ја начна, а беше мојата трета точка кој се плаши од изборите. Груевски се наоѓа во уникатна позиција во моментов. Ако тој не се најде на избирачките листи, ќе биде покажување на слабост внатре во партијата, која што без оглед на се е доволно начната, доволно разјадена помеѓу себе, има неколку луѓе кои што повеќе не се појавуваат таму во партијата, тоа го забележуваат веќе. Има многу луѓе кои што не се појавуваат дури на јавните настани. Тоа ќе значи повод за партијата да започне да се разронува полека.
Тоа е ако тој не се појави на листите. А ако пак се појави на листите, ќе се соочи со ова мнозинство од другава страна од 74% кои што велат дека таквите како него не треба да бидат на избирачките листи. Оттаму стравот кај Груевски е многу поголем во моментов одошто кај било кој друг во државава. Ако го зборуваме за невладините, премногу долго време зборувавме сите дека не можеме да тргуваме или да ја заменуваме стабилноста за демократијата. Стабилноста за демократијата и низината замена не ја направи Македонија само, ја направи, односно многу наскоро ќе ја отвори Србија, ги направи сите оние други проблеми не само во Македонија, туку и во другиве региони каде што се обидува меѓународната заедница едни или други да се проектираат како глобални играчи. Доволно се свесни, доволно им е јасно кој може да биде нивниот кредибилен партнер во состојбава. И да, се слагам дека го правеа ова што го правеа и дека можеби ако се случеше нешто, не знам, интересно, чудесно или како и да го насловам, можеби ќе веруваа се уште дека Груевски може да биде нивниот партнер, меѓутоа Груевски за жал не е повеќе нивниот партнер. Се додека Груевски тотално не се тргне и неговата фамилија, простете на терминот, ама и неговата фамилија не се тргнат комплетно од ВМРО ДПМН. Не ја остават партијата и незината структура да се развива слободно, бидејќи ова што сега го имаме од 15 јануари годинава, не е воопшто слободно работење на владата. Побогу имате министри на владата кои што му даваат отчет на председателот на партијата од која што доаѓаат. Побогу имате председател на партија која што ја сочинува владата, кој што оди и им дели лекции или им дели задачи на министрите. Тоа е недозволиво, непоимливо. Ако држат до својот интегритет, ќе кажат доста. Да, Кој може. ќе каже доста? Оние што држат до својот интегритет, такви нема. Министрите? Министрите. Такви нема во случај. Пак ќе подсетам на ова студио. И пак на една емисија. Значи, кога прв пат Груевски даде оставка, мораше да се врзува на договорот од Пржино, Груевски тогаш вака изјави. Одлично. Прво, ВМРО ДПМН од 2006 година, јуни месец, до денеска ја нема запрено предизборната кампања. Тоа да биде јасно. Последен пат се покажа дека таа изборна кампања нивна уште работи ко швајцарски саат за оваа средина, ова што се случи во Советна Европа. Што мислите, како е избран Илиевски за судија? Да работи Николовски и воопшто ВМРО ДПМН. Си погледал структурата на Советна Европа. По партии. Левицата има повеќе пратеници од десницата у парламентарното собрание на Советна Европа. И изгуби господјата Габер. Значи, ВМРО работи. Како работи? Каква виртуелна слика создава? Тука мислам дека имаме исти ставови. Но, ја и ти не го бираме ВМРО нити СДСМ. Го бира оној обичен граѓани кој се уште му верува. Значи, сега да се вратам. Груевски, кога си даде оставка, рече одлично. Сега ќе можам кампања да водам до крај максимално. И тоа го прави. Оди, министрите со него, овде водовод, онде лента, таму клупа, онде 300 метра пат, ги вика. Да, но малко вулгарно изгледа. Неоспорно. Председател на партија Неоспорно. иди закажи седница на влада. Ама, гледај, ама пали. Кај кого? Кај оние што го бираат. Се сомневам. Мислам, знаете како? 11, ви гледај, 11, пак ќе речам, нити тебе те сметам за СДСМ-овец, али те молам немој да ме сметаш дека ја навијам за ВМРО. Имам чувство дека така гледаш. Например, зборот фамилија во секоја моја колумна го употребувам многу давно. Значи, не е проблемот ја и ти. Ја и ти нити бираме, нити... Бираме како не бираме на бираме, крајот, што и од нас зависи. Не. Од мојот и твојот глас зависи многу помалку.
Па добро, ако го поедеш. Она што го зборува Груевски патетично, народот, односно ВМРО, народот се одлучи, тој е тој народ кој верува на таа виртуелност. Тоа е народот кој што за еден дожд кој што афектираше 4 села во околината на Скопје имаше проблеми повеќе од еден месец и кој што се уште чека на својата помош. Тоа е тој народ кој што не може да ги заврши работите во државата на нормален пат. На 11 биди фер и кој ќе ги вртиш изборните резултати, Ќе ги погледам, погледи ги во изборните места во таму. Те молам. Ќе ги погледнам, тоа секако. Го правам тоа вообичаено, ќе ги погледнам и сега. Меѓутоа народот кој што не може да си ја заврши по редовен пат работата, бидејќи институциите нели се претпоставува дека треба да си ја завршат работата, мора да го чека Груевски да се појави во неговото село, да заглиби во калта, да се јави на айфонот за да ја заврши работата. Не е тоа држава. И ако на овие луѓе им значи сите нивни блиски кои што заминаа, според Светска банка повеќе од 400.000 луѓе во последниве, не знам, 4, 5, 6 години, ако им значат сите тие луѓе кои што отидоа во странство заради тоа што бараат подобар живот од овде, и сигурен сум дека успеале да го најдат, без оглед што работат, тогаш треба да размислат сериозно дали Груевски, бидејќи не зборувам повеќе за ВМРО ДПМН, се разбравме, Груевски и фамилијата аут од ВМРО ДПМН, ако сакаме ВМРО ДПМН воопшто да продолжи да се развива некако. Како и да е. Груевски аут. Но не заборави дека и двоецот, па не да биде сега некаков баланс, него двоецот Шекеринска Заев не носат прогрес на СДСМ. Тоа веројатно ќе видиме на 11 декември што ќе се случува. Сега јас морам да Заев е човек аболициран. Па добро, и Груевски е помилуван, па од помилуван. Значи, секојаш бараш... Знаете како? Гледај, значи, Груевски помилуван и ова не чини, треба да се оди. А Заев ше е помилуван и остана помилуван, треба да остане. Така го гледаш. Добро, тогаш вака, еве ви друг пример. Амди Бајрам е член на владеачката коалиција во собранието, е пратеник во собранието, човек кој што одлежа затвор, така? И? Дали тоа го прави помалку граѓани на државава? Благодарам. Доволно. Толку ми требаш. Не, ама тоа важи за Амди Бајрам, тоа важи за Заев, тоа важи за Груевски што го кажеш сега. Не може да важи за Амди Бајрам, а да не важи за Ама Груевски. вие сега сакате да важи за Груевски, односно не ви одговара ако важи за Груевски, сакате да важи и за некој друг, ама не ви одговара ако треба да го спомнеме и Амди Бајрам. Ама гледај, Амди Бајрам си одлежи, си го плати долгот. Добро? По устав и по закон Амди Бајрам има право да биде биран. Значи, исто така, бидејќи е аболициран, се прекинуваат сите действија и тој има право да биде дел од целиот процес. Како разборувавме пред малку, никој не може да му забрани на ВМРО ДПМН Груевски да биде носител на листа. Точно? Да, ама ти го наметна прашањето дали треба Груевски да биде на листа. Ти наметна дека Груевски не треба да биде на листа. Јас само кажав дека има 74% во држава кои што сметаат дека сите имплицирани во случаите не треба да бидат на листа. Тоа е и Заев, меѓутоа и Груевски, Јанакиевски, Јанкуловски и не знам уште кои се. И ќе бидат сите и што правиме после? Ова ми е интересно. Тогаш ќе треба да одлучиме на 11 декември или барем некој ќе одлучува зависно од своите чувства. Кој ќе му гарантира дека во држава ќе престане да биде принцип неказнивоста? Кој ќе му гарантира дека во држава ќе престане да биде принцип некој да биде поеднаков од другите? Почитувам колега, ти си помлад, ги помлад од мене. Валја се сеќаш на аферата ТАТ. Се сеќавам. И кој настрада? Сонја Николовска. Само она. Ако беше Николовска, Да. не се сеќавам презиме. И сакаш да кажеш дека Сонја Николовска, која пред да настрада беше прогласена за бизнисмен на годината, дека тоа го правеше, тоа можеше да го направи без ами на државата? Не сум доволно, ниту го познавам случајот, за жал, а имам од кого да го запознавам случајот, ниту пак сум бил доволно свесен во тоа време. Знаеш ли дека Сонја Николовска кога отиде на ревизија Народна банка
и даде оцена 4. 4 е кец по наше школско. Само ќе повикам реклами, меѓутоа само ќе додадам дека ако не се лажам, тоа беше 96-97 година, а 98 веќе СДС загуби на изборите, така? 98 година СДС загуби на изборите благодарејќи на милиардата на Циле. А сега тоа е друга, тоа е друга приказна сега. Реклами, па се враќаме назад во студиото за и околу народот, интересна дебата ми околу народот и околу она што носи хан утре во Скопје. Специјална понуда 59 евра по лице за 2 ноќевања на база полупансион, појадок шведска маса, вечера избор по желба од мени, вклучено користење на базените, спа и фитнес центарот, Хотел Тино, Свети Стефан. Луѓето велат дека почетокот е тежок. Не! Тешко е кога се сомневаш во себе, а почетокот е најлесната работа на светот. 3 секунди. Донесуваш одлука, се опушташ и тргнуваш. 3, 2, 1. Стартувај сега со Нескафе 3 во 1. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Смоки Мега Хрскер. Во мојот ресторан секогаш му верувам на својот нос. Затоа, кога носот ми тече или е затнат, веднаш ми треба проверено и ефикасно решение за целото семејство и децата. Осетливите носеви бираат Оперил. Прилепска газоза. Освежува и зближува. Технома 2016 ви ги представува најреномираните компании од металургијата, енергетиката, градежништвото, транспортот и логистиката. Техно Инвент. Иновациите во фокусот на Технома 2016 од 18 до 22.10 на Скопски саем. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања, а ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето што да правам денес. Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ќе ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс, од 14 до 16 октомври. Целиот асортиман на свежо свинско месо по одлични цени. Краставици 28 денари, млеко с брегов 78 денари, кашкавал Идеал шипка 269 денари, житарки Несле 179 денари, шампон Афродита 88 денари, сет паста за заби Колгейт 87 денари. Тинекс, секој ден со вас. Користите ги Виза кредитните картички за вашите потреби, и големи, и мали. Искористете ги промотивните поволности и аплицирајте до 22 октомври, без чланарина за првата година. За направени 15 трансакции со Виза кредитните картички, добивате уште една година гратис. НЛБ банка. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Мои гости колумнистот Тодор Пендеров и Александар Андреја Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Се вративме во 97 година, меѓутоа мислам дека сега сме 2016 година и малку и не држат и паралелите. Сакам малку околу народот, ова што Пендаров го загатна во еден дел, дека народот одлучува и сега прашањето е кој е народ? Имаме народ на кој што се повикува председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, имаме народ 74% од испитаници, имаме народ на Павел Шатев,
Имаме народ на Зоран Заев на последниот митинг. Народот на 11 со народот ќе победиме, со зборот, со гласот на народот ќе победиме. Сакав да се обидам во еден момент да ви опонирам. Например, што се случи во општина Центар на локалните избори. И сега некој ќе ми рече, остави го Центар, не е Центар репер. Како што Пендаров му вели на Стојковски, не сме ние репер, не сме ние. Да, ние не сме репер, затоа што ние гласаме... Центар не е репер. Кој е репер? Ние сепак гласаме рационално со ова. Сега имаме и специјално јавно обвинителство кое што изразува сомнеш и отвора предистрага за изборни нерегуларности. Кој народ одлучува? Па не знам, веројатно оние двајца фантоми кои што живеат се уште кај мене дома на адреса. Оној фантомот што живее кај судијата Габер во новиот стан, веројатно таквите фантоми одлучуваат. Еве ќе ги прифатаме критиките. СДС тргна со 500.000, 200.000 спорни, на крај се стигна до некоја бројка од 30-40 и сега тука почнуваат манипулациите. Мислам дека не се само 30 или 40 не зборувам за тие што се наставени на списокот што ќе се проверуваат што се во странство. И тие се дел од спорните. Една работа морам да се сложам со господинот Пендаров. ВМРО е веројатно логистички најорганизираната партија од целата Европска народна партија. Мислам дека тој го имаат оддадено како признание и сестринските партии. Еве зошто. Затоа што работат постојано на сите работи кои што им недостигаат. Автобуси беа организирани помеѓу главните центри во диаспората за да се носат гласачи да гласаат. Автобуси беа организирани низ државава за да се разнесуваат сите оние кои што, фала Богу, не се целосно фантоми, постојат како живи луѓе, меѓутоа имаат шанса да гласаат на едно или на повеќе места. Дополнително од своето место каде што вообичаено гласаат. Сето тоа беше успешно организирано. Пред 2 дена слушнав една многу интересна приказна за тоа каква турнеја имал еден нашинец од Преспа, од наша Преспа, не од мала Преспа, на изборниот ден. Колку места поминал, каде си ја завршил својата граѓанска должност и се вратил дома, добил одредена сума на пари и сендвич, се разбира. Добро. Макар исто да те прашам, дали знаеш колку избирачи има Словенија? Не знам. Штета. Да отвориш нивната државна изборна комисија и ќе видиш дека Словенија има 1.700.000 гласачи. Словенија има диаспората на Словенија гласа, ама на друг начин. Гласа на тој начин што гласаат немаат своји пратеници од диаспората, него гласаат за пратеници од државата, со тоа што гласаат во она изборна единица каде што тие или нивните предци живееле. Значи, на последните парламентарни избори во Словенија околу 50.000, за да гласаш треба да се пријавиш во амбасадата, со тоа што Словенија е уредена држава, 10 дена пред изборите, диаспората добива ливче со кандидатите. Во Словенија, например, недела дена пред изборите, секој граѓанин може да гласа, недела дена пред изборите, ако на денот на тие избори од некакви оправдани причини нема да биде во Словенија. Одиш во општинската изборна единица, не на своето избирачко место, него во општинската, кажеш дека нема да бидеш тој ден таму, ти даваат ливче, гласаш. Зборуваме за вака уредени држави. Северна Каролина на изборите 2012-та, председателските избори 2012-та, 60% од уфрлените гласови, односно од дадените гласови, само за Северна Каролина зборуваме, биле гласови кои што дошле од absentee votes, оние кои што не се во државата, гласаат по пошта, или пак се early voters, оние кои што било која причина... Ако не се лажам, во Шведска мислам дека гласаат и од дома по интернет. Тоа веќе е електронско гласање, да. Словенија нема електронско гласање. Зборуваме за уредени држави. Сега јас морам да прашам, бидејќи Словенија добро го познаваш и системот, бидејќи долго време беше и дописник. Колку имаме ние жители во Македонија? Тоа прашање за $1.000.000.
Ама на вистина прашање за милион Затоа долари. тргна од Словенија. Во Словенија има 1.700.000. Словенија е некаде како нас. Кога е последен пат направен попис во Словенија? Редовно. Кога е кај нас направен? Никад. Вака ќе ви кажам. Значи, еве, ти знаеш, не сум го пак јавно сум го кажал, јас имам двојно државјанство, не е бугарско, него словенечко. Не ги прави помалку граѓани на држава било кој што има било кое второ. Не, едно сакам да кажам. Јас во Словенија не можам да гласам на локални избори. Немам право да гласам на локални избори. Точно. Зошто? Бидејќи ја не живеам во Словенија. Јас можам да гласам на парламентарни и на председателски избори. Значи, тоа е уредена држава. Тоа е европски принцип. Тоа е уредена држава е. Уредена држава. Значи, дајте луѓе Божи да учиме, да ја уредиме државата. Исто ако како словенечки државјанин отидете да живеете во Италија, ќе можете да гласате на локалните избори во Италија, да. Имате европско државјанство паралелно. Сега Али не можам да гласам во Италија на парламентарни, на председателски. Али бидејќи таму го плаќам данокот, таму живеам и општината нешто ми дава, нешто ми зима, имам право да бирам. Мислам, тоа се европските стандарди кои треба овде да ги воведеме, а не да правиме автобуси или чартер линии и да носиме луѓе на гласање. Па да не ни бидат многу локални парламентарни, па многу пари за авиони. Утре доаѓа Хан, неговата изјава е дека условите за избори се завршена работа. Имаме избори? Бидејќи мораме да завршуваме. Добро е. Веќе ме прашаа вака слично прашање и кажав дека не сум гатач, ниту гатачка, за да можам да кажам со прецизност дека ќе имаме избори. Меѓутоа, знаете како, политичките лидери седнаа се договорија во Пржино 2 договорот и потпишаа дека на 31 август ќе проценат дали се исполнети условите за одржување на избори на 11 декември. Консензуално беше предвидено овој пат, требаше сите да се сложат за работата. И тие се сложија дека се исполнети условите за да имаме избори на 11 декември. Договорот е договор, пакта сунт серванда, треба да се испочитува. Значи, дека треба да имаме избори на 11 декември. И очекувам дека ќе биде така. Имаме избори? Јас само можам да бидам... Не очекуваме ништо спектакуларно. Ја можам да бидам многу сигурен дека, 100% сигурен дека во понеделник ќе бидат распишани изборите. Дали ќе имаме избори? Јас се надевам дека, ќе бидам многу отворен, дека пред се ВМРО нема да направи некој самоубиствен потез, па во текот до 11 декември, например, да донесе одлука да се укине СЈО преку Уставниот суд. Некакви такви глупави потези ако направи. Имаше и друг глупав потек, извинете што се уфрлив, донесување на закон за општа амнестија, меѓутоа тоа ако се распушти парламентот пред да помине, нема да може. Таа опасност отпадна, останува само ова. Или па ако не знам нешто СДСМ нешто не му пукне у глава. Има еден цитат кој што денеска циркулира. Се слагам со што го рече колегата дека политичките лидери кои го подпишаа Пржино 2 оценија на 31 дека условите се исполнети. Хан денеска вели условите се исполнети. Гледайте, Хан за разлика од еден претходникот негов чехот Филе, претходникот швеѓанецот, како му беше името? Не, финец, Оли Рен. Оли Рен. Тие беа сосем друг тип на луѓе. Хан е типичен бриселски бирократ, чиј единствен производ е неговата висока плата и ништо повеќе. Тоа е моето мислење. Добро. Значи, обичен бирократа кој многу не сака изненадување, не сака да биде се средано така да од Хан утре ништо нема да очекуваме. Најдобро ќе излезе Хавиер Солана. Па Хавиер Солана за други прашања беше многу добар, да. Бидејќи навистина завршуваме еден цитат кој што ми се провлекува денеска: избори на 11 декември секако ќе има, а тоа што некои од политичките партии се уште не почнале да се подготвуваат за политичка кампања, само значи дека ќе изгубат на избори. Вели европратеникот Иво Вајгел. Намерно го потенцираме и вели на дел од политичарите во Македонија веќе им препорачав да се најдат добри адвокати,
во разговор за цивил е ова и дека представниците на политичките партии може да се донесе заклучок дека ВМРО-ДПМН не ги започнале своите предизборни активности во локалните партиски ставови, како што соопшти Вајгал, овој податок го добил и тој при последната посета во Скопје. Е тенденциозно или не? Кратко. Мислам дека не. Јас го познавам Вајгал многу долго години, лично го познавам. Ова е сериозна полека. Сериозно, Вајгал е во суштина новинар. Тоа е основната професија. Иако дипломата беше во време на Југославија, беше дипломата, беше последниот портпарол на Сојузното министерство за надворешни работи и така натаму. Он го кажува ова е типично кажано, она што би се рекло новинарски. Тоа што го рекол, мислам дека стои и дека поставено совето за добри адвокати, мислам дека би требало да го послушаат политичарите. Благодарам што бевте дел од 24 анализ. Треба да го послушаат. Благодарам. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас.